Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во само 10 месеци новиот пулен и миленик на Зоран Ивице Заеви, градоначалникот на Штип Сашко Николов си го покажа правото лице. Кандидирањето на СДСМ за Сашко Николов за нов кандидат за градоначалник на Штип, за жал, е плукање во лице на над 100 фамилии, чии луѓе членови од тие фамилии беа избркани од Баргала, која што е семејна фирма на Сашко Николов. Ова е брутално исмевање во лице на овие напатени граѓани. Како изгледа владењето на Сашко Николов во пракса, ќе ви објаснам многу накратко. Еве ќе направам споредба помеѓу неговото владење и однос кон граѓаните во Штип и помеѓу владењето на неговото семејство со фабриката Баргала и вработените во Баргала. Сите знаеме дека тој со неговата ароганција се пофали дека лично ги дизајнирал чевлите што сакал да му ги направат во Баргала, и тоа по шоу бизнис емисии, за откако ќе му ги направат на патените работници, потоа да видиме како ги исплаќаат со плати по 2 денари, за потоа да избркаат над 100 луѓе од работа и да не исплаќаат плати по 4 месеци на истите вработени, зашто се отвори стечајна постапка. Класично користење за личен интерес, па потоа бркање од работа на 100 луѓе без плата кои остануваат на улица. Ова ве подсетува на 90-тите години приватизацијата. Ако вака се однесуваат со собствен личен семеен имот, замислете како се однесуваат со имотот на граѓаните и со општината. Сега, истиот принцип на владење и во општина Штип. Цели 10 месеци се обидува Сашко Николов да ги залаже граѓаните со миниатурни полупроекти, што не се ниту 10% од програмата што ја ветија во 2017 година, но и она што тој самиот го вети пред 10 месеци, за потоа општината да ја направи приватен имот и да ги заборави граѓаните, односно да ги искористи за личен интерес, како што истото се случи со неговото семејство во Баргала. Ете, почитувани граѓани, почитувани штипјани, ова е тажната реалност што се случува во Штип. Имено за нереализираните проекти, потполно им е јасно на штипјани. Еден доктор кој цел живот живее во Штип, да не се заинтересира да се доправи клиниката во Штип, и Штип кој универзитетски град да нема модерна клиника, покажува колку му е гајле за општина Штип и за штипјани. Дури ниту гасификацијата која самиот ја вети пред 10 месеци дека ќе отпочне за 3 месеци откако ќе биде избран, се уште не е отпочната, а поминаа веќе 7 месеци. Каналот за наводнување на Карорман, кој го вети, се уште нема абер да го отпочне. Да подсетиме дека од проектите од 2017 нема ниту жичара до Исар, ниту аквапарк во Суитлак, одветување за термоизолациони фасади на сите гради, нема ниту една зграда со термоизолациона фасада, ветената киносала и картинг ги нема, од ветената сала за боречки вештини нема ниту темели, а браната на река Отиња ветена за почеток на изградба пред 4 години, се уште нема абер да се отпочне. За обиколницата околу Штип, за жал штипјани ќе почекаат уште неколку години. Ако продолжам да набројувам, ќе треба да набројувам до утре, но најубаво си знаат штипјани. За казна на штипјани, но и сите други граѓани од истокот се местат патарини на новиот автопат, кои ќе чинат 360 денари на релација Штип-Скопје-Штип. Почитувани, Сашко Николов не е опција за Штип и штипјани како градоначалник. Што порано се врати на претходната професија, толку подобро за градот и општината. Благодарам.